Цврст е каменот, но при силни горештини и големи мразеви и тој пука и се рони. Така и човекот и неговото здравје, независно дали е млад, возрасен, болен или не. Временските и температурни разлики влијаат врз неговото здравје. Промената на временските услови, тоест наглата промена со драстичен пад на температурата и обилните врнежи, најповеќе ги осетија хронично болните и метеоропатите. Значи, во нашата дежурна амбуланта за овие 4 дена од наглата промена на времето имало околу 250 прегледи, што е лесно покачување на прегледите, каде што најчесто доминирале хипертензивни кризи, значи болни со покачен крвен притисок, со висока температура, со главоболки, вртоглавици, со реуматски болки. Додека на терен имале за овие 4 дена околу 68 посети со слични симптоми, најчесто барале пациенти со срцеви проблеми, значи со стегање огради, покачен притисок, со проблеми во дишење, разни колики и тоа. Како што напоменавме, не се само хронично болните на удар, туку и младите, кај кои главоболките, настинките и депресијата се почести. Ова време, посебно вакво со обилни врнежи, со облачно време, му погодува и на хронично болните, а и на младите му делува депресивно. Значи, многу често се јавуваат симптоми со малаксаност, со безволјност и моја препорака е на хроничните болни, покрај тоа што треба да се земат пропишаната терапија, да се облекуваат. Значи, ова промена треба пазот и често доаѓа до настинки. Ја ви кажав дека имаме многу со покачени температури и посебно младите да земат витамина терапија. Препораките ги слушнавте, па применете ги и имајте на ум. Иако се чувствува влијанието од климатските промени се почесто, неопходно е по кратки ракави од гардероберот да си ја извадите јакната.